колеги пратеници, тешко е да се дискутира на 24 декември, но ќе се обидам да дадам свој придонес во оваа расправа. Не слушнавме убедлив одговор зошто е овој закон по скратена постапка. И додека сме сите во исчекување на оставката на премиерот, владата под негово водство не престанува да ни изненадува непријатно. Предпразнично, на мала врата, поднесува предлог, законски текст, кој што од сите релевантни субјекти не е прифатен. И од синдикатот, и од опозицијата, и од експертите. Се разбира, ова што сега го слушнавме не е воопшто точно. Не се работи во никој случај за техничка измена, туку се работи за субстанцијални, суштински измени. За овие измени, како што реков, се изјаснија веќе и синдикатот на македонската дипломатска служба, и опозицијата, и експертите. Сите се единствени во оценката. Ова не е обид за професионализација на дипломатската служба, туку обид за партитократска дипломатија. Затоа СДСМ инсистира и апелира дека овој закон мора да биде во својата суштина плаузибилен, со други зборови да биде општо прифатен и за експертите, и за дипломатите, и за политичките субјекти. До сега немаше ниту обид за јавни консултации, ниту расправа, ниту дебата, освен она што следеше како собранинска процедура во комисијата. Сега се најавува некаква јавна расправа, од кога веројатно парламентарното мнозинство ќе го верифицира ова што владата го предлага. Затоа укажуваме дека постојниот закон за изменување и дополнување не врши подобрување на оваа материја, туку само дополнително ја компликува. Наспроти сите напори да се професионализира, да се демократизира дипломатската служба, односно да ја направиме транспарентна, тоа дефинитивно на Македонија не ја успева. Сметам дека се работи за сериозни дефекти во таа кадровска и во таа персонална политика, посебно за дипломатите со повисоки дипломатски звања. Немаме утврдено политика на едукација, регрутација, селекција и оценување на дипломатите. Тврдиме постојано дека преовладуваат политичките критериуми, додека дипломатијата сепак е дефинирана како професионална дејност. Се уште не е јасно за никого како после сите инциденти и случаи на македонската дипломатија никој не превзема никаква одговорност. Тоа сепак е основно правило на дипломатијата и на надворешната политика. Со измените што се предложени се предвидуваат представништва кои што ќе бидат под некаков надлежен орган, без при тоа да се наведе кои се тие органи. Затоа велиме дека овие наводни технички измени удираат директно врз и онака ослабениот професионализам во Министерството за надворешни работи. Во овие измени се предлага исто така воведување на приватни квазидипломатски мрежи од представништва кои што ќе бидат под некаков надлежен орган, за кои што уште еднаш потенцирам и самиот закон воопшто не ги дефинира кои си. Министерот само ќе издава дозволи на тие институции за да може лицето што го праќаат да добие прием во земјата во која што оди. СДСМ потенцира дека паралелните амбасади сами ќе ги утврдуваат реалните трошоци и за нив нема да важи правилникот кој што е од Министерството за надворешни работи. Затоа велиме дека ова е класична дискриминација. Владата најотворено констатира дека висината на киријата, утврдена од МНР, не одговара на реалните потреби, а со ова законско решение им се овозможува сами да ги утврдуваат реалните потреби, за разлика од професионалните дипломати за кои што остануваат утврдените кирии. Дипломатијата не е и не смее да биде биро за вработување на истрошените партиски кадри. Ние не смееме да дозволиме импровизација на надворешната политика. Нашите дипломати се сликата и огледалото на оваа држава. СДСМ сака, инсистира и ќе помогне Македонија да се представи, да се промовира со добро организирана дипломатска структура, кадровски потенцијал кој што ќе може да одговори на сите предизвици кои што денес ги носи дипломатијата. Затоа инсистираме на компактна дипломатска мрежа
со јасно утврдени стратешки приоритети и долгорочни цели. Затоа денес се брза со донесувањето на овој закон за надворешни работи, и при тоа повторно се јавува и опозицијата оправдан сомнеш дека позадината на ваквото владино однесување е намерата за тотално партизирање на дипломатската структура со згрижување на партиски кадри и нивно евентуално наградување. Токму затоа, во актуелната влада, овој предлог закон е потребен за одржување и за зајакнување на влијанието врз државните службеници, идни членови на изборните комисии во земјата и во странство. Ова јасно произлегува од напорот на актуелната влада за натамошна манипулација со изборниот процес, како впрочем што се случуваше и за самите избори 2014 година, кога во многу европски и прекоокеански земји за таа цел беа испраќани доверливи дипломати. Овој предлог директно навлегува во базичните функции на дипломатската служба со јасен обид оваа служба да биде партиски сервис на владата. Забележливи се општи формулации, кои воопшто не се прецизни, кои што ги третираме како прикриен обид за неконтролирано вклучување на партиски несоодветни кадри во дипломатијата, наградувајќи ги со високи дипломатски звања, преку моментални именувања со такви звања во структурата на Министерството за надворешни работи. Колеги пратеници, во последните години во дипломатијата секоја година влегуваат некомпетентни и неедуцирани лица, и тоа преку режиран јавен конкурс, кој оваа професија ја прави лесно достапна. Затоа констатираме дека евидентно значајното, очигледното назадување на позицијата на Република Македонија на вкупен дипломатски план од година во година има јасни белези на изолација и доведување во опасност на интегритетот, самостојноста и развојот на земјата, како и одење на граѓаните во една комплетна безперспективност. Како главни суштински елементи за ваквата состојба е неконзистентната политика на владата, маргинализацијата на дипломатите во креирањето, координирањето и реализацијата на стратешките цели кои што се утврдени многу порано, а тоа е влез во Европската унија и во НАТО интеграција. Бидејќи синдикатот за македонска дипломатска служба го третира овој предлог како неуставен и дискриминаторски законски текст во однос на работните права и во однос на нормативите кои што важат и се применуваат за кариерните дипломати и за вработените во Министерството за надворешни работи, СДСМ се приклучува на овој став и заедно со коалицијата нема да дадеме поддршка на овој законски текст. Благодарам.